Сигурен бев дека Србија ќе оди во следна фаза на светско првенство, ама сега со Швајцарија ќе биде тешко. Време е за последните 4 надпревари од групната фаза на светското првенство во Катар. Јас сум Јовица Симоновски Тиче, а вие го следите серијалот Овертайм на YouTube каналот BMG Sport. И не заборавајте да притиснете subscribe и да кликнете на звончето за да добивате известувања за сите нови видеа. Дербито ќе биде Србија-Швајцарија. Колку добар тим има Србија, не знам кога последен пат биле толку силни. Ама џабе, пораз од Бразил и реми со Камерун. Со Камерун водеа 3-1 и примија 2 гола за 3 минути. Сега мора да слава со Швајцарија која го намачи Бразил. А во Србија Пикси преку ноќ од херој стана трагичар. Пикси доби критики од мал милион тренери, фудбалски аналитичари, експерти од целокупната фудбалска и спортска јавност во Србија. И со право, бар според мене. Без разлика на повредите, а ги имаше многу, Пикси нема право на алиби. А ви текнува каков беше надпреварот меѓу двете селекции во Русија на светското првенство? Војна. Дефинитивно и сега во Катар ќе следиме борба. Ама борба во буквална смисла на зборот. На Швајцарија одговари реми и тие се многу поблиску до целта. Ако одиграат како што играат против Бразил, немаат потреба да се грижат. Сега Швајцарија во Русија на светското првенство се радуваше на крајот. Сега време е Србија да се радува. Ќе најавам за Србија на овој надпревар и мислам дека конечно ќе дојдат до првата победа. Очекувам 2-1. Одиме на надпреварот Камерун-Бразил. Бразил како Бразил си ја заврши работата и е веќе во следна фаза. И без Нејмар ја тепаа Швајцарија, иако потешко од очекувањата. А Бразил стана само втората селекција после Франција од 1998 година на светските првенства, кој што не дозволила удар во рамките на својот гол после првите 2 кола. Србија и Швајцарија шутнаа вкупно 8 пати на овие надпревари, но ниту еден удар не заврши кон голот на Алисон. А ви текнува на изјавата на Пикси пред светското првенство. Пикси рече, можеби најслаб дел на Бразил е одбраната. Каква утка е! Камерун има 2 одлични надпревари. Пораз против Швајцарија во еден одличен надпревар и реми со Србија кога се врати од мртвите. А Абубакар стана првиот африкански фудбалер што како замена дава гол и асистира на едно светско првенство. Сега на Камерун му треба победа, но кои зни тие самите дали веруваат во победа. Јас ќе најавам за африканците на овој надпревар, но мислам дека Бразил ќе победи со 2-0. Во последната група дербито е Гана-Уругвај. Уругвај си е сам крив што се најде во една ваква ситуација. Со Кореја како да беа задоволни од реми, а со Португалија почна да играат фудбал од како примија гол. Мене не ми е јасно како може со фудбалери со напаѓачи како Њуњес, Суарес, Кавани да се браниш. Абе удри бе, што се плашиш? Сега вајда ќе нападнат со Гана, ама на Гани одговари реми за пласман понатаму. Си тепаа со Кореја, ја намачија Португалија и се мотивирани го чекаат Уругвај. А токму Гана стана втората селекција после Уругвај од 2010 година, која што забележала 2 надпревари во низа со резултат 3-2 на светските првенства. Кудус стана вториот најмлад африкански фудбалер кој што дава 2 гола на еден надпревар на светско првенство. А Селису стана првиот дефанзивец на Гана кој што постигнува гол на светските шампионати. Јас ја најавам за Уругвај и чекам победа од нив. Мислам дека сепак ќе слава на крајот и очекувам победа од 2-1. Вајда нема пак да биде 3-2 бе. Последниот меч од групната фаза е Јужна Кореја-Португалија. Кореја ја надигра Гана, ама џабе кој изгуби 3-2. А видете сликата после надпреварот. Помошникот тренер на Гана прави селфи со Сон кој што плаче после надпреварот. Чо Гуе Сунг, вајда добро го кажав, стана првиот фудбалер на Кореја кој што постигнува 2 гола на едно светско првенство. И пазете сега, тој е првиот азиски фудбалер кој што постигнува 2 гола со глава на светските првенства. А Португалија си тепаше на 2 меча и сега ужива. И пак Роналдо е во центарот на вниманието. Роналдо и понатаму тврди дека ја допрел топката со глава по центар шутот на Бруно Фернандеш, кога падна голот. Па и во камера викаше: "Ме допре топката, ме допре топката, ме допре топката, ме допре топката." Океј брат, победивте, нели е тоа доволно бе? Ќе дадеш уште некој гол, аман веќе. Може ќе и даде гол уште сега со Кореја. А јас ќе навивам за Кореја на овој надпревар, иако мислам дека Португалија ќе дојде до уште една победа. Мислам ќе биде 1-0. Со ова ја комплетираме групната фаза на светското првенство во Катар. Но не правиме пауза. Веднаш продолжуваме со нови видеа за надпреварите од 8 на финалната рунда. Следете не. Чао!